Šteta što не го снимав много късно, надалеко беше, инако типично како во американската хокей. Имаше борење и никој од страна не преземаше. Односно се закача хокејарите на еден од хокејарите на Иско Комполец и на Пелжимов. Един меден Пелжим. Но како што може да видов, едноставно никој не се меша од страна и ги оставя исто како во канадската лига или во американската лига. Штета што не е многу касно реагират со снимањето. Да видиме сега дали ќе ги исклучат и 20, најверојатно и 20 ќе ги исклучат. Инаку уште 50 секунди до крајот на втората третина, 3-2 за екипата на Пелжимов во регионалното дерби на регионот Височина. Тоа ти е некаде четврта лига хокеј во Чешка, тука некаде. Лига која што го нема, ја нема во бултените. Ни па на резултати.com. Да видим што ќе одлучат судиите. Čas 39:10. Vyloučen hráč Pelžimova číslo 24 hřiště na 5 minut plus do konce utkání za bitku. Ve stejném čase vyloučen hráč Humpolce číslo 15 Tomáš Hůžna, taktéž na 5 minut plus do konce utkání za bitku. Нема изключување ни од двете страни. Уште 40 секунди до крајот на втората третина. Прекрасно дерби. Инако овие два града некаде се околу тука во Чешка се 25 км до 30 км далечина. Јас моментално живеам во Пелжимов, а инаку 2 месеца работа во Хумполец, во фабриката BGS, и тоа дерби се најавува во несчаршијата, да кажеме, низ кафичите, низ пободите во Пелжимов веќе 2 недели однапред. Опа, прека се шут. Уште 17 секунди до крајот на третината. Дали ќе има гол? 6 секунди. Само момент да видиме дали ќе има исклучување. Ќе има исклучување, значи од страна на екипта на гостта на Искра од Хумполец. Токму така, може да видим. Час 39:54. Значи 6 секунди до крајот на втората третина и потоа екипата на
должност на почеткот на третата треткина ќе има пауерплей или играч предност од 1 минута и 54 секунди. Така, заврши втората третина. Ќе гледаме да се уклучиме на почеткот на третата третина.